Здравје со Александар Динев. Здравствен систем, реформи, проекти, превентива и лекување. Медицина базирана на докази. Водич за здрав начин на исхрана. Ало докторе, во ваш термин. Вторник од 11 до 12 часот на Радио Слободна Македонија. Емисија Здравје. Добар ден, почитувани слушатели, јас сум Александар Динев, а вие слушате емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Во денешното издание на Здравје ќе зборуваме за грипот, бидејќи во последнава недела со информација од Институтот за јавно здравје може да се заклучи дека грипот во Македонија зема се поголем замав за една недела, како што информира од ИЈЗ, регистрирани се над 270 болни. Минатата недела во Здравје се осврнавме за респираторни и вирусните инфекции кај најмладите, односно кај детската популација, но во оваа емисија ќе зборуваме и за повозрастните, бидејќи од ова сезонско заболување страдаат и малите, но и повозрастните, односно постарите лица. На оваа тема мој соговорник во Здравје е доктор Христина Лескаровска, лекар по општа медицина со ординација во поликлиниката Битпазар. Доктор Лескаровска, добар ден и ви благодарам што одвоивте време и што сте гостин во денешното издание на Здравје. Добар ден, ви благодарам на поканата. Ги слушнавме бројките од официјално од Институтот за јавно здравје, меѓутоа секогаш се предпоставува дека дури 2 пати до 3 пати е поголем бројот на заболени од грип и останати респираторни инфекции карактеристични за овој период од годината. Каква е состојбата на терен, како би се рекло, пред вашите ординации, во самите ваши ординации? Имате ли зголемен обем на работа овој период од годината? Токму така, значи последниот период е карактеристичен за поголем број на посети кај матичните лекари од пациенти кои што најчесто се жалат на респираторна симптоматологија, која што е предизвикана точно од тие респираторни вируси и секако и вирусот на грип. Пациентите најчесто се жалат на симптоматологија која што е од горниот респираторен систем. Значи пред се тие се жалат на отежнато и болно голтање, покачена температура, носна конгестија, односно затнатост во носот или засилена секреција од носот, кашлица, кивавица. Така, колку временски период трајат овие симптоми и ова заболување респираторно кое го споменавте кај пациентите? Значи, доколку станува збор за настинка, онаа обична класична настинка, симптоматологијата е многу полесна и таа трае негде 3 до 5 дена. И заздравувањето иде многу полесно и е потребен пократок период. Меѓутоа, кај грипот, клиничката слика е многу потешка и заздравувањето трае неколку дена, дури и до неколку недели. Така, еве, да соопштиме дека и лабораториски е потврдено во Институтот за јавно здравје дека оваа сезона во Македонија циркулира грипот од типот H3N2, но најмногу на удар се школската популација, но како што кажавте и вие, не изостануваат ниту повозрастните пациенти. Така, да. Дали навреме доаѓаат или веќе кога ќе имаат еден ден, два симптоми, па ќе пробуваат сами дома да се лекуваат пациентите или веднаш со првите симптоми? Зависи, значи кај онаа популација возрастна здрава, условно здрава популација, тие чекаат неколку дена, гледаат дали ќе има подобрување на клиничката слика, па подоцна се јавуваат. Меѓутоа, кај повозрастните, поготово оние пациенти кои што се над 65 годишна возраст, пациенти кај кои што имаме некои други заболувања, пред се хронични заболувања, било да станува збор за срцеви заболувања, за хронични белодробни заболувања, метаболни заболувања, значи пациенти кои што се подолг период на шеќерна болест, значи на дијабет. Секако се јавуваат веднаш и треба да се јават веднаш како би се избегнале понатамошни несакани компликации, не дај Боже, смртни исходи. Така, бидејќи не станува збор ни за најмалку наивно заболување кога станува збор за хронично болните пациенти. Токму така.
Како оди процедурата на третман, односно лекување на овие респираторни инфекции? Така, значи, станува збор за вирусни заболувања и тука искрено би сакала да потенцирам дека кај овие заболувања апсолутно е непотребно употреба на антибиотици. Значи, еднаш за секогаш да разбереме дека станува збор за вируси, вирусни заболувања на кои што антибиотиците апсолутно ништо не им можат. Токму поради тоа, секоја употреба на антибиотик е злоупотреба. Нема потреба од употреба на антибиотици. Терапијата е симптоматска, во зависност од присуство на симптоми, третираме симптом. Значи, доколку имаме покачена телесна температура, доколку имаме болки во коски, во зглобови, во мускули, во тој случај употребуваме терапија која што ќе биде насочена кон тој симптом. Значи, тука во прв ред спаѓаат таблети за намалување на температурата, значи антипиретици и аналгетици, односно средства заублажување на болките. Доколку имаме затнатост во носот или засилена носна секреција, во тој случај се употребуваат средства кои што ќе ја намала таа носна конгестија или таа носна секреција. Доколку доминантен симптом е кашлицата, се употребуваат средства за смирување на кашлица. Дали ќе бидат во облик на таблети или сиропи, зависи нели од тоа кој како си преферира. Исто и во однос на кивавица се употребуваат, значи терапијата е симптоматска. И секако одморот, мислам како неизбежно нешто што мора да се практикува. Така, споменавте дека да не се користат антибиотици, бидејќи кога станува збор. Апсолутно. Но што покажува вашата пракса, бидејќи луѓето мислат дека ако се напијат антибиотик, веднаш подобро ќе им биде. Имате ли случаи каде што доаѓаат и инсистираат? Точно, за антибиотик? жал се уште кај нас владее тоа правило да пациентите сметаат дека антибиотикот помага во овие ситуации, дека антибиотикот превентивно делува. Значи, антибиотикот нити ќе помогне, нити па ќе ги заштити од некоја понатамошна респираторна вирусна инфекција. Антибиотикот е потребен ако случајно, не дај Боже, дојде до компликации. Меѓутоа, само матичниот лекар може да одреди дали и кога има потреба да се вклучи антибиотик. Неретко и крвната слика секако, е иницијатор за препишување или не препишување. Точно, значи затоа реков матичниот лекар врз основа на своето искуство, врз основа на клиничките испитувања, ќе одлучи дали и кога има потреба за употреба на антибиотик. Тоа се ситуации кога имаме појава на компликации. Ретко, меѓутоа може да се случи да настане компликација, да речеме воспаление на синуси или на уво, и во тој случај секогаш има потреба од вклучување на антибиотик. Секако крвната слика ни е исто така еден од показателите кои што ни објаснува, ни ја дополнува, да речем, клиничката слика, дали станува збор за вирусно или за бактериско заболување. Она што ме интересира е дали секоја година овој период едни исти пациенти доаѓаат кога станува збор за хронично болните, да ги изолираме, бидејќи тие секогаш си доаѓаат по по својата терапија, но дали имате некоја перцепција или истражување на нас дека токму овој период исти пациенти секоја година? Да, мислам дека секој матичен лекар веќе си ги знае своите пациенти и токму точно таа констатација во право, значи едни исти пациенти доаѓаат и често пати тие се тие пациенти кои што секогаш бараат антибиотик за да им се најде по дома. Така, значи се уште таа пракса е останата кај менталитетот на македонските граѓани. Да, меѓутоа морам да кажам дека со сите кампањи кои што се водат против употреба на антибиотици, полека некако се бориме да тоа го искорениме. Така, прифаќаат ли некогаш објаснување дека нема потреба од антибиотик, дека да пробаат со нешто друго? Да, прифаќаат, меѓутоа знаете како, за тоа е потребно време.
за жал оптеретени сме со администрација и немаме доволно време да им објасниме на пациентите дека сме тука секој ден буквално и ако има потреба може да доаѓаат, само да не употребуваат антибиотик, и дел од пациентите се согласуваат да не го искористат, да не го употреба, да не им се препише. Меѓутоа сепак се случуваат и ситуации каде што пациентите едноставно инсистираат на антибиотик и тоа е една ситуација во која што е тешко да се справите. Така, во безизлезна ситуација се е ставен самиот лекар. Ќе направиме тука кратка пауза за реклами и краток музички блок и ќе се вратиме повторно со информации околу актуелната состојба со вирусите и настинките во ординациите на матичните лекари. Здравје со Александар Динев. Здравствен систем, реформи, проекти, превентива и лекување. Медицина базирана на докази. Водич за здрав начин на исхрана. Ало докторе, во ваш термин. Вторник од 11 до 12 часот на Радио Слободна Македонија. Емисија Здравје. Почитувани слушатели, јас сум Александар Динев, а вие слушате емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Во денешното издание зборуваме за вирусите, настинките и грипот кај повозрастната популација, бидејќи минатата емисија во Здравје се осврнавме конкретно за најмладите, односно за децата, во кои бараат помош во детската болница во Козле, но за оваа емисија малку повеќе превенција, третман и лекување на вирусите и настинките кај повозрастната популација, односно тинејџерите, па се до постарите лица. На оваа тема мој соговорник во Здравје е доктор Христина Лескаровска, лекар по општа медицина со ординација во поликлиниката Битпазар. Доктор Лескаровска, првиот дел од емисијата го завршивме со употребата да или не на антибиотиците во случај на респираторни инфекции, вируси и настинки. Тоа го расчистивме дека само доколку има јасна клиничка слика дека има потреба од антибиотик, тогаш да се употребува, но како што споменавте дека треба малку повеќе време да се искорени таа навика кај нашиот менталитет и навиката на луѓето за секое течење на нос да не земаат антибиотик. Може ли да направиме паралела, односно разлика помеѓу настинка и грип? Обично клиничката слика на настинката е многу полесна. Таа започнува многу постепено, да кажеме, со едно чувство на студ, малаксаност, зборувам за настинката, значи таа е со полесна клиничка слика, постепен почеток со чувство на малаксаност, чувство на студ, отежнато голтање, болно голтање, болка во грлото и умерено покачена телесна температура, некаде до 38 степени. Може да има кашлица, најчесто на почетокот е сува, потоа може да стане продуктивна и има еден, значи може да има и течење на нос, затнатост на носот. Кај грипот, клиничката слика е многу појака, многу посилна, симптомите се многу поизразени. Почетокот е нагли, со висок пораст на телесната температура до 39 па и повеќе степени Целзиусови. Карактеристични се болки во коски, во зглобови, во мускули. Пациентите буквално кога доаѓаат во ординација кажуваат дека ги боли секое кошче ги боли. Секој дел од телото. Секој дел од телото ги боли. Значи, кашлицата е сува на почетокот, потоа станува продуктивна, меѓутоа она што е карактеристично и што ги разликува е интензитетот на симптомите. Заздравувањето, опоравувањето од настинката трае многу кратко, значи за 3 до 5 дена веќе симптомите се повлечени. Кај грипот тие може да перзистираат, да постојат уште многу повеќе. Так, споменавте дека доколку не се свати сериозно дека може да биде и фатално завршено, дали се работи за грип конкретно? Така, најчесто грипот. Настинката поминува, значи во годината 3 до 4 пати може да заболиме од настинка. Тоа е респираторни вируси кои што постојано овој период кружат околу нас. Грипот има потешка клиничка слика, поготово и претходно напоменав кај пациенти кај кои што имаме намален имунитет,
пациенти кои што се со хронични заболувања, пациенти кои што се имуносупресирани, значи пациенти кои што биле подложени на некоја трансплантација, кај имунолошките заболувања. Значи тоа се пациенти кои што веднаш и при појава на првите симптоми мораат да се обратат кај матичниот лекар. Значи тука нема време за чекање. Така, кога споменавте третман и лекување, некои ваши колеги препорачуваат кога има болно грло да не се употребуваат чаеви и да се пие поладно. Поладно, да. Така, но тоа да го оставиме како став на секој поединец различно. Да. Ме интересира дали природната медицина која се базира на чаеви и хербални лекови или класичната медицина да се применува во третман на настинките и грипот. Така, значи природната медицина, традиционалната медицина токму во третман на настинките и грипот, меѓутоа таа треба да се почне многу порано. Всушност таа треба да биде и дел од нашето секојдневно живење. Употреба на чаеви, природни чаеви, употреба на препарати кои што се природни, на база на мед, на полен, на прополис, доколку секако нели станува збор за луѓе кои што не се алергични на истите. Секако дека треба да бидат застапени во секојдневниот живот, особено во овие зимски периоди, затоа што тоа се препарати кои што го подигнуваат имунитетот на организмот и доколку дојде во контакт со некој од овие респираторни вируси, самиот организам ќе може многу полесно да се избори со истите и автоматски нели симптоматологијата да биде многу полесна. Така, понатаму ме интересира колку сегашните временски услови, бидејќи сведоци сме дека има 20 степени разлика помеѓу дневната и ноќната температура. Ноќеска имавме минус 7-8, денеска ќе имаме 10 степени над нулата во главниот град, зборувам. Може да влијаат врз ширење на вирозите. Така, значи секако овие дневно-ноќни варијации доведуваат до полесно, да кажам, пренесување на тие вирусни инфекции. Ладното време само по себе си е фактор кој што дополнително ја зголемува чувствителноста на организмот. Она излегување од затоплена просторија во ладна средина секако влие, така да си има нормално и времето и климатските услови влијаат на зголемена чувствителност на организмот на предприемчивост на тие вируси. Така, во последно време кога по актуелни стана оние мерни станици на загаденост на воздухот и сами сме сведоци дека навечер тешко се дише во Скопје, колку загадениот воздух може да допринесе за ширење или за побрзо распространување на вирусите во самиот организам. Така, па токму и загаденоста е едниот многу битниот фактор кој што доведува до зголемен број на овие респираторни инфекции, затоа што организмот има уште еден негативен фактор кој што влијае на намалување на имунитетот и токму поради тоа имаме и толку голем број на посети во амбулантите. Затоа се препорачува колку може слободното време нели да се искористи за прошетка во парковите, по планините, со цел нели за зајакнување на имунитетот на организмот. Така, но од друга страна претпоставувам дека не препорачувате пешачење кога е загадено и кога. Така, да, значи пешачењето не се гледа, што би се рекло. Пешачење се препорачува, меѓутоа токму во оние денови кога навистина имаме аларм за голема загаденост. Во оние ноќни часови, значи или во оној период кога е најголемата гужва во градот, апсолутно дека не препорачуваме затоа што нема да има никаква поента од тоа пешачење. Може дополнително да се влоши состојбата. Секако, да. Меѓутоа, доколку имаме убави сончеви денови, каде што загаденоста е на пониско ниво, да кажеме, препорачуваме прошетки поготово во планините кои што ни се најблиско тука во Скопје, во главниот град. Слушаат ли пациентите вакви совети кога им кажувате? Дали доаѓаат
после известен период и да потврда дека навистина ако пропешачеле им било подобро или се уште нема навика за чување на личното здравје? Да, зависи. Некои пациенти слушаат дел од советите, да кажам. Некои на кој како ќе му се допадне одреден предлог, да кажеме. Некои прават промена во начинот на исхрана, кој што исто така влијае на подобрување на имунитетот. Некои прошетката и пешачењето ги сваќаат како совети, ги практицираат. Тоа е индивидуално и зависи, нели, кој како ќе се најде во целата. Така, кога сме кај исхраната, кога ја споменавте, рековте дека има влијание во подобрување на состојбата, да, тоа е и научно докажано. Што да се јаде, што да се консумира, предпоставувам мрсните работи, поготово во овој период да се исфрла доколку имаме настинка или грипа, бидејќи секој втор што ќе го сретнеме и разговараме има или затнат нос, или подкашлунва, или има течење на носот. Така. Кој е советот од медицината, од лекарите? Да, значи без разлика дали има настинка или грип, тоа веќе ни е состојба каде што мора да се внимава. Она што е многу битно да се внимава на начинот на живење пред да настапа, значи да се спреми организмот за да се избори, да има полесна клиничка слика. Здрав начин на живење подразбира здрава и правилна исхрана, значи исхрана богата со свежо овошје и зеленчук, внес на големи количини на течности. Понекогаш покачената телесна температура може да се симне дури и без употреба на антипиретик, на средство за намалување на температурата, доколку во организмот се внесат големи количини на течности. Така да се избалансирува. Така, зголемен внес на течности подразбира покрај нормално нели вода, внес на чаеви, на природни чаеви, овошни сокови, свежо цедени сокови и супи. Така, домашно приготвени супи. Така, кога сме кај оние препарати за зајакнување на имунитетот, ова е се што го споменавме на природна база, но кај оние на пазарот може да се најдат голем број на препарати за зајакнување на имунитетот. Дали е пожелно тие да се консумираат, за која категорија граѓани и кој временски период, дали месец дена, 2 месеци пред почнување на сезоната, бидејќи сега предпоставувам може да се имено да се пие и да се консумираат, но не би бил ист ефектот ако би се почнало пред месец-два. Така, значи точно. На пазарот има голем број на лекови кои што се наменети за зајакнување на имунитетот на организмот, кои што штитат, дел од нив штитат и од вирусни инфекции, меѓутоа има дел кои што штитат и од бактериски инфекции. Тоа се препарати кои што се пијат пред да настане заболувањето, некои од нив можат да се пијат и додека трае заболувањето и во тој случај делуваат на намалување на целата симптоматологија. Меѓутоа, сепак, мој совет е да тие препарати не се зимаат на своја рака, туку матичниот лекар ќе одлучи, знаејќи си ја историјата за секој пациент, ќе одлучи кој препарат е најдобар за секој пациент врз основа на неговите претходни заболувања и врз основа на возраста и врз основа на сите клинички испитувања и студии кои што стојат позади тој препарат. Така да за тие препарати оставам право и слобода на матичниот лекар да се одлучи за кој пациент кој препарат е најдобар, затоа што верувајте дека на пазарот на вистина има преголем број на препарати кои што се наменети за токму подигнување, зајакнување на имунитетот. Но на секој организам не делува исто. Токму така. И има состојби, одредени заболувања, кај што некои од препаратите не смеат да се даваат, меѓутоа пак ја потенцирам. Само матичниот лекар си ја знае историјата на својот пациент и токму поради тоа тој одлучува кој пациент ќе го земе пациентот. Така се согласувам потполно со вас. Ќе направиме уште една кратка музичка пауза и ќе се вратиме со заклучоците, вашите совети и превенцијата од настинките овој период од годината на самиот крај од емисијата. Сега одиме со кратка музичка пауза. Здравје со Александар Динев. Здравствен систем, реформи, проекти, превентива и лекување. Медицина базирана на докази. Водич за здрав начин на исхрана. Ало докторе, во ваш термин. Вторник од 11 до 12 часот на Радио Слободна Македонија. Емисија Здравје.
Почитувани слушатели, јас сум Александар Динев, а вие слушате емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Во денешното издание на Здравје тема се вирусите, настинките и грипот кај повозрастната популација. Уште еднаш ќе потенцирам, кај за најмладите зборувавме минатата емисија на Здравје, а на оваа тема за гужвата пред ординациите на матичните, за каква е состојбата со грипот и со настинките овој период од годината во земјава. Во студиото на Здравје, мој соговорник е доктор Христина Лескаровска, лекар по општа медицина во поликлиниката Битпазар. Доктор Лескаровска, на самиот крај од емисијата неколку блиц прашања кои се однесуваат на превенцијата од настинки. Вашиот став, личен став околу вакцинацијата, дали може доволно да не заштити и дали се уште може да се вакцинираме, ако има впрочем вакцини во државата, за да се заштитиме од настинки и од грип? Да, токму така. Значи, вакцинацијата против грип е најдобриот начин за заштита од грипот, нели? И се препорачува кај сите оние кај кои што имаме намален имунитет. Значи, како што реков, кај сите оние пациенти во поодминати години, односно над 65-та година, пациенти кај кои што имаме хронични заболувања, тука ќе ги спомнам повторно, срцеви заболувања, значи пациенти со хронични срцеви заболувања, со хронични белодробни заболувања, со метаболни заболувања, значи со диабет, со шеќерна болест, кај пациенти со имуносупресирани, значи пациенти кај кои што имаме хематолошки заболувања или биле подложени на некоја трансплантација, бремени жени и кај малите деца до 2 години. Со намален имунитет. Со намален имунитет се препорачува вакцинацијата. Таа е единствениот сигурен начин за заштита од грип. Так, и од друга страна знаеме дека вирусите и бактериите најчесто циркулираат преку рацете, може да ги допреме, да ги внесеме во нашиот организам. Чисто уште еднаш да потенцираме како да се заштитиме овој период, дали со честото миење на рацете и правилно миење на рацете може да спречиме дополнителни компликации. Значи, првен станува збор за респираторни вируси. Значи, начинот на пренесување на респираторен вирус е капкова инфекција. Значи, пренесувањето е преку кивање и кашлање. Значи, тоа е најчестиот начин на пренесување и токму поради тоа првиот механизам за заштита е да се заштитиме ќе биде нели кивање или кашлање во шамивче, не во рака, туку во шамивче и фрлање на истото. Сега следува тоа често миење на рацете, токму поради тоа што се уште, нели, праксата е да се кива или кашла во рака и токму поради тоа се препорачува миењето на рацете со топла вода и со сапун. Секако проветрување на просториите во кои што се престојува, избегнување на затворени простории каде што има собир на поголем број на луѓе. Генерално тоа би биле од оние општи мерки на превенција, на дезинфекција на површините, нели, каде што се. На самиот крај еден заклучок, дали да ги споменеме уште еднаш антибиотиците или еден совет до пациентите, до сите наши слушатели. Така, значи станува збор за респираторни заболувања кои што имаат полесна клиничка слика, за кои што апсолутно нема да има потреба од употреба на антибиотик. Сосема доволно е употреба на сите оние средства кои што се наоѓаат на пазарот за намалување на температурата, за намалување на носната секреција, смирување на кашлица и кивавица. Доколку нема подобрување на клиничката слика за 3 до 5 дена, слободно да се обратат кај својот матичен лекар, кој што ќе одлучи дали има или нема потреба за употреба на антибиотик. Мислам дека тоа е сосема доволно. Кратко и јасно и да се надеваме дека барем дел од овие совети нашите слушатели и сите ваши пациенти, доколку не слушаат, ќе применуваат во иднина. Ви благодарам за одвоеното време и за корисните совети.
Почитувани, тука и крајот на денешното издание на емисијата Здравје во продукција на Трговско радиодифузно друштво Радио Слободна Македонија. Уредник и водител на емисијата Александар Динев, техничка реализација Никола Јовановиќ. Денеска сме вторник, 20 декември 2016 година. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Ви закажувам повторна средба со Здравје наредниот вторник од 11 часот до 12 часот со актуелна тема од областа на здравството. Тука е крајот, ви благодарам за вниманието со кое не следевте уште еднаш и до слушање и имајте убав вторничен ден. Здравје со Александар Динев. Здравствен систем, реформи, проекти, превентива и лекување. Медицина базирана на докази. Водич за здрав начин на исхрана. Ало докторе, во ваш термин. Вторник од 11 до 12 часот. На Радио Слободна Македонија. Емисија Здравје.